2 недели по почетокот на новата 2023 година, во општата болница со проширена дејност во Кочани се роди првото новороденче. 28 годишната Ангела Крстова од Кочани на свет донесе здраво женско дете. Тоа е втора рожба во семејството. Првото бебе за оваа година на акушерското одделение во Кочанската болница се родило во четвртокот вечерта, а семејството Крстови доби ќерка. Бебето е со тежина од 3 кг и 200 грами. Заедно со мајката се чувствуваат добро, информираше докторот Илчо Атанасовски, специјалист по гинекологија и акушерство во болницата. Според податоците од општата болница, во текот на 2022 година во Кочани се родиле 20 новороденчиња повеќе во однос на 2021-та. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов ги посети мајката и новороденчето, врачувајќи им ги традиционалните подароци, им посака добро здравје и многу среќа. При тоа упати благодарност и до персоналот во болницата кој го изврши породувањето. Проектот за контрола, односно паметно управување со потрошувачката на електрична енергија во јавното осветлување во општина Кочани треба да се реализира во текот на оваа година. Со неговото ставање во функција ќе се обезбеди контрола на потрошувачката на струја на 70 мерни места, што ќе овозможи и заштеда и намалување на трошоците по овој основ. Финансиска поддршка за проектот општината ќе добие од програмата за спроведување мали проекти во областа на енергијата, транспортот и заштитата на климата во општините, а во рамки на проектот Европската унија за енергетска транзиција, пакт на градоначалници во Западен Балкан и Турција. На последната седница на Советот на општината беше потенцирано дека проектот за паметно управување со јавното осветлување е еден од приоритетите на локалната самоуправа за оваа година. Очекувам со реализацијата на овој проект да биде отстранета потребата од штедење во делот на потрошувачката кај јавното осветлување, заради тоа што ќе биде инсталирана нова опрема која ќе ги дава сите параметри во делот на контролирањето и следењето на потрошувачката на 69 потрошувачки места, 69 ормари, на кои меѓу другото ќе биде вграден и астрономски часовник, кој ќе го антиципира и еден од вашите предлози произлезе на денешната седница во делот на почнувањето со користење, односно палењето на уличното осветлување и ќе го уредува исто така исклучувањето со прецизни астрономски термини, без разлика на годишното време во кое ќе се реализира и ќе го имаме можност да управуваме со истото. Активностите околу реализацијата на проектот за паметно управување со потрошувачката на електричната енергија кај јавното осветлување се финансирани од Европската унија, како и од Германското федерално министерство за економска соработка и развој ГИЗ. При тоа германската влада ќе го финансира спроведувањето на проектот до максимум од 50.000 евра. Општина Кочани ќе треба да се вклучи со сопствено учество, односно кофинансирање на проектот со средства од сопствениот буџет за оваа година. При тоа максималниот износ на кофинансирање ќе изнесува 20% од вкупната сума на проектот, а таа ќе зависи од договорениот износ согласно Законот за јавни набавки. Локалниот младински совет и општина Зрновци ја организираа првата акција за доброволно крводарување во оваа година. Акцијата се реализираше во просториите на општинската зграда, а крв даруваа 6 лица. Се работи главно за млади крводарители кои и досега учествувале во слични активности. Поддршка во организирањето на крводарителската акција даде и општинската организација на Црвен крст од Кочани, од каде информираа дека до крајот на оваа година, односно на есен, се планира да се одржи уште едно крводарување во општина Зрновци. Според планот за крводарителство во 2023 година, Кочанскиот Црвен крст ќе организира вкупно 22 акции, од нив 12 во своите простории, а 3 во соработка со полициската станица и по 2 во компанијата Руен Инокс Автомобиле и во општина Зрновци. Исто така ќе се спроведат 2 младински акции со учениците од средното образование. Првото крводарување во општина Кочани за оваа година е во вообичаениот термин, последниот четврток во месецот, односно на 26 јануари во просториите на Црвен крст.
Само 2 градежни дозволи за еден месец на крајот од минатата година издала општинската администрација во Кочанската локална самоуправа. Со тоа се најде на дното меѓу општините во источниот регион. Оваа бројка се однесува само на ноември 2022 и е далеку помала од вкупно издадените градежни дозволи во сите 11 општини во источниот регион. Во споредба со истиот период една година порано, ова намалување е за повеќе од половина. Генерално, евиденцијата на издадените одобренија во изминатите години во целиот регион бележи опаѓање, зашто една од причините е и застојот во понудата на градежни парцели за индивидуално домување, како и за комерцијална изградба во текот на 2022. Тоа покажува дека имало намален интерес за градење кај инвеститорите. Податоците пак покажуваат дека лани, само во текот на ноември, во целиот источен регион биле издадени само 33 градежни дозволи. Од нив најмногу 14 се во Штип, 8 во Берово и по 3 во Пробиштип и Виница. Покрај двете дозволи во Кочани, по една градежна дозвола е издадена само уште и во Чешиново, Облешево, Македонска Каменица и Делчево. Во останатите општини пак, во наблюдуваниот период, воопшто немало градежни активности. Двете издадени градежни дозволи во Кочани биле за објекти за индивидуално домување кај физички лица. Проценетата вредност на објектите изнесувала околу 8,5 милиони денари, што представува за 2/3 помалку во однос на истиот период една година порано. Виничкиот второлигаш Слога 1934 продолжува со доекипирањето на првиот тим и ангажираше уште тројца нови фудбалери. По зацврстувањето на одбранбениот ред, екипата во пролетната сезона има и нови засилувања во средината на теренот и во нападот. Во преодниот рок веќе пристапија Драган Паунов, кој ќе игра истурена позиција во нападот, каква што имаше и во третолигашот Осогово од Кочани, од каде што премина во Слога. Покрај него, на виничкиот тим му пристапи и неговиот соиграч од Осогово Јован Дојчинов, кој според најавите од раководството на новиот клуб ќе биде ангажиран како играч за врска во средниот ред. На Слога и пристапи и Горан Трајковски, кој ќе засили голманската позиција. Тој дојде од Каменица Саса. Предходно Слога направи уште 2 засилувања. На екипата и пристапи Давид Бошевски од Академија Пандев Струмица, како и Борче Ужевски од тимот на Кожув од Гевгелија. И двајцата ќе играат во одбранбената линија и треба да му помогнат на клубот во задржувањето на второлигашкиот статус. Преодниот период ќе трае до првата половина на идниот месец, а почетокот на пролетниот дел во втората македонска фудбалска лига е закажан за 18 февруари. На стадионот во Виница Слога ќе го пречека последно пласираниот Борец од Велес.